Ова е најголемото, најтешко, најудобно и најопремено возило што досега дошло во Автомедија. И тоа што е најдобро е домашен производ, македонски производ, произведено во Македонија на база на Fiat Ducato конкретно моделов. Македонска фирма која што планира овие производи, овие своји кампер ванови да ги нуди и поширок, да конкурира на европскиот пазар, каде што постојано има се повеќе и повеќе побарувачка за вакви возила. Ова е Gogovan, моделот е компакт 600, затоа што е 6 метри долго ова возило. Постојат различни видови на кампер возила, возила за кампување. Ова е камперван. Како што спомнав, тоа е најпопуларниот вид на возило за кампување во моментов, различен од видот на возила кои што прво не се појавуваат како представа, тоа се оние алковен, со издаден дел над кабината, каде што се наоѓа дополнителен голем простор за кревет, за сместување со. И пазарот го сака овој вид на возила, камперван, токму поради тоа што е лесно за возење, како автомобил. Сега како малку потежок автомобил, како комби, меѓутоа е различен од алковените кои што порано ги знаевме, кои што ја имаат таа надградба горе и која што навистина е добра, меѓутоа кога возилото стои. Меѓутоа има проблеми со возните својства кај тие возила, затоа што тежиштето е високо, возилата се гломазни и кога човек од автомобил ќе седне со намера да ужива во природа, не му се допаѓа чувството. Е тука овој вид на возила, кампервановите нудат токму и уживање во возење. Значи, едноставно ве води, ве наведува на тоа да продолжите со патувањето. Како основа за Gogovan компакт 600 се користи Fiat Ducato. Ова е најновата шасија на Fiat Ducato со сите напредоци што се постигнати во комфорт, динамика, безбедност, има системи за асистенција, дури предупредување при напуштање на лента, меѓутоа не и се. Основата е таа, ова е најчестата основа за изработка на кампер возило Ducato. Меѓутоа не се сведува се само на додавање, вградување, кревети, седишта и слично, туку претходно за да стане едно возило камперван, возило за кампување, исто како куќа кога се гради. Па понатаму се поставува електрична инсталација, водоводна инсталација, канализација, па на тоа климатизација, осветлување. Меѓутоа, да не раскажувам многу, да видиме што се случува се внатре во ова возило. И тоа се фотели, тука се патува, тоа се седишта кои што секако нудат врвен комфор и тоа е приспособлива клупа, се претвора во лежај, секако масичка која што се вовлекува и тука има исто дополнителна масичка за дополнителен простор од кујната и се врвна изработка. Се се врвни компоненти. Првиот впечаток што ќе го добиете кога ќе влезете во возилото е изработката. Значи ова не е изработено ефтино, не е изработено аматерски, туку е со врвна професионалност изработено. Сите овие површини се меки. Таванов е обложен со материјал што ќе ви се допадне на допир. И навистина е изработено како возило за освојување на европскиот пазар. Секако тоа е главниот лежај, 2 метри има без проблем и еве изработката. Значи, навистина е простор во кој што ќе сакате да престојувате. Многу е брзо човек да се навикне на живењето во Gogovan кујна. Секако, ова е битна работа, затоа што кога ќе бидете во природа, мора да се заштитите од инсекти и слични работи. Тоа е, значи, мрежа за заштита од инсекти. Битна работа. И функционира безпрекосно. И тоа, меѓу другото, укажува на изработката што ја спомнав. Кујна имате нормално. Ова е се како во врвните производители на кампер возила. Истата опрема ја вградуваат во Македонија овие Gogovan. 2 горилника на плин. Чешма која што се извлекува
И понатаму има топла вода, ладна вода. Се што е фјокичка има заштита. Значи, за да не се отвора од тек на возење, да не тропа. И тоа е тоа. Значи, може да се изработи, секој може да изработи кампер возило, меѓутоа функционалноста и мекоста во работата, квалитетот на живењето во камперванот е битен. Тука има 3 фјокички, тука има плюс простор, да. И се има тука. Чаши. Да, треба човек да се навикне. Еве, тука си се поставени тенџириња, садови, уживање. И ова ми се допаѓа најмногу. Колку лесно се функционира. Се е приспособливо. Значи, ова се за сите можни сценарија. Тука има дополнителен простор. За, не знам што, за зачини, за риба која се прави. Тука плюс има врвни шарки, амортизери, придушувачи, се е приспособено да не се тресе при возење. И тоа е тоа, кога патувате, направено е да уживате комфор. Сите можни параметри, затоа е важно пристапот, како, со какви идеи и со какво внимание е пристапено. Па дури држат за крпа. Приклучок за 220 волти, за потрошувачи на 220 волти, кафе. И тоа што е важно во светот на кампирањето, тука има надгледување на резервата од вода, од чиста вода, има 85 литри чиста вода и тоа остатокот е за отпадна вода. И тоа што најмногу ќе ве израдува тука е гранитот. Ова е изработено од гранит и трае вечно. Значи, тоа ви укажува уште на влез, ви укажува на изработката, на уживањето кое што ќе ви го понуди овој Гогован Компакт 600. Има име и презиме. Прозорчињата. Значи, реков дека ова е најопременото возило кое што се појавило во Аутомедија. И можете да си отворите и се функционира безпрекорно. Па можете понатаму, ако сакате, приватност поголема, има ролетна. Уште сум во кујната. Ладилник со комора за замрзнување и со зафатни на 90 литри. И сето тоа работи на 12 волтна мрежа. Се што е тука, осветлувањето, има осветлување на сите страни. Ќе видите колку е и убаво е осветлувањето изведено, природно е. Тука е осветлено, тука има навлез, има дополнително светло. Имате светло тука, имате светло во купателот, секако. После, во кујна сум уште, тука има светло, секаде има светло, па тука има светло за читање. Се што спомнав од електрика, сето тоа се напојува, значи со мрежа, електриката е Виктрон. Значи тоа е врвен производител на електрична опрема, се што е потребно не само за кампери, туку и за индустријски примени, значи гиганти се буквално, име што значи, и сето тоа е Вектрон. Значи важно е затоа што не треба да ве изневери електриката. Ова е возило кое што ќе работи на студ и во екстремни услови и на жештина македонска или каде и да е во нашиот регион, кај да тргне човек. И се тоа е поврзано на гел акумулатор кој што е со зафатнина од 180 ампер часови и горе има соларни панели кои што имаат вкупна моќност од 430 вати. И со тоа се постигнува самостојност. Значи, не ви е потребен приклучок, затоа што кога ќе отидете со ова возило, јас би сакал во Мариово, со овакво возило, не многу би сакал во Мариово да отидам, да го истражувам, 50 на 50 километри. Меѓутоа, секогаш кога ќе сум отишол во Мариово, морам да се враќам. Ова е возило баш такво. Значи, ќе отидете во Мариово да го истражувате еден прекрасен предел и ќе се заборавите. И, не и се. И ќе имате покриена сета комоција, ќе ја имате со електрика, со батеријата и со соларните панели кои што ви ја обезбедуваат таа комоција, таа независност, самостојност. Јас си седнав во меѓувреме и убаво ми е. Тука сум како дома. Има простор, секако, просторот не е нешто што не достига и седиштава се комфортни. Секако дека
кога патувате до местото кај што сте тргнале, битно да седите комфортно. Деца, пријатели, жени и секако изработката. Пак, каде и да погледнете, се што ќе допрете, ова е порадено убаво. Значи, тоа ви прави задоволство. Дома. Значи, ова е луксузен дом. Не само дом, него луксузен дом. Овде држачи има за шише, па и тие се со алуминиум некои изработени и вазничка. Тоа е име омилен детал. Да укажат колку сте како дома. И нормално може да си гледате тука што се случува. И тука ги има, сите прозори се изведени, секако во возење тоа нема да се случи, меѓутоа една положба, чиста, уживате. Тука ви доаѓа чист воздух, убавени, природа, ви мириса на боровина, не знам што, па има тука и борови, значи и мириса. И како човек да не сака вакво возило? Тоа е авантура, еден сосем различен вид на авантура кој што мора да го доживее човек. Тргнав за седиштата, значи комфортни се, убаво обложени, нема да се клатите ваму-таму, не се премики и имаат секако безбедносни ремени и двете седишта и изофикс. Има изофикс за детско седиште да се прицврсти, за безбедно да биде, се да биде врвно безбедно. И секако овие две фотели напрешто, таа дури и се мести по должина, може да се намести по должина, да се гледа колкава е плочата, колку е се цврсто и трајно. И еве, значи седиштето се доближува до клупата. И се добива салон, трпезарија. Се има тука, дневна соба, пилотска кабина, спална соба, купатило, кујна и тоа што е најголемо и што е најубаво, имате безграничен двор. Си носите двор. Сами си го правите дворот, си ја носите оваа куќа, таму каде што ви се допаѓа да бидете во моментот. Масата сега е спуштена и ќе изведеме кревет, дополнителен кревет од оваа мултифункционална клупа. А тоа оди на следниот начин. И еве како изгледа кога клупата ќе се претвори во лежај, значи ова е во случајов детски лежај, меѓутоа седиштето, возачкото седиште може да се сврти обратно и во тој случај да се добие лежај со полна должина и за возрасен патник. Сега сум во правец на купатилото. Тука има хемиски тоалет со ротирачка глава и празнењето е надвор. Значи, нема ништо за анимација внатре, празнењето е надвор. Има сите можни сигнализатори, кога е полно, кога е празно, па и кантичка има дури, па и држаци за крпа, има вентилатор. Тој е мјалникот. И тоа е убава изработка. И најважното, еве, туш. Долу е изведено како кадичка за туширање. Тука има секако преграда за шампони и слични работи, значи комплетно, буквално комплетно и тука е сосем друга облога. Значи, тука е цврста облога за да се одржува хигиена. И ова е уште еден команден пулт. Тука е за контрола на грејањето, тоа е со дизел грејач. Значи го користи дизелот од резервоарот, има 90 литри резервоар за горива, значи кога ќе тргнете да се заборавите, ова е централен прекинувач, како кај тркачки автомобили. Да се прекине од едно место цело напојување. Тука се контролни прекинувачи за се, за пумпа, за грејање, за ладилник, за осветлување и тоа е уште една важна работа. Тука покажува наполнетоста колкава е во моментот на батеријата и напонет. И уште една работа која што и не мора да биде толку важна, а тоа е климатизација. Не мора да биде затоа што во природа сте. Ова е кога сте во камп, например, може да се приклучи на 220 волти и во тој случај се добива, значи, климатизација, климатизирана кабина, ноќно време секако, преку ден сте некаде во природа и се може да се постигне и, значи, посебен режим за ноќно време со помал интензитет на ладење, со помало струјање за да не се испоразболи човек. И да покажем колку значат 6 метри должина во добро осмислен камперван со добра архитектура. Тоа е главниот лежај, креветот 2 метри.
колку е тој простор цел. На тој простор се случува се. И секако добивате подвижен простор, односно тој може да се користи за велосипеди, спортска опрема, за разноразни работи и секако и тука има дополнително светло и тоа е спалната соба. Тука уште еден врв изработката. Вентилација, удушевува колку тивко работи и таа секако е поврзана на батеријата. Осветлување прекрасно. Значи тоа е уште еден показател на квалитетот на изработката. И има секако простор за одлагање тука, со истите шарки квалитетни, навистина. Ова е цврсто. Има и тука некоја марка, познавачи ќе прочитаат, ќе видат дека и тоа е уште еден доказ за квалитет и тука има плюс преграда со врвните материјали, како што спомнав. Сето ова е изработено уште по квалитетност, уште по голема грижа од останатиот дел. Иако, можеби, е секаде исто нивото, нема отстапки. И сега, ова е простор за багаж. Ова е 4 пати поголем багажник отколку во обичен автомобил. Тука може се да се приклучи. Овде има од оваа страна има испуст некој за вода, тоа е небитно. И секако да го направиме главното. Изработката на главниот лежај. Ова е 2 метри. И од квалитетен материјал е толку е се. Сега треба од таму јас да влегувам и да правам чуда, меѓутоа ова е квалитетна пена. Значи на ова ќе се спие, па комотно ќе се спие. Со тоа дојдовме и до опашот на возилото, меѓутоа тука не завршува приказната. Возилова може да се добие и на тест возење, на пробно возење на неколку денови. Тука е локацијата, сум над 10 на километри од Крива Паланка, значи кога ќе го поминете Ранковца, се упатувате по стариот пат или се едно. Од тука е поблиску. Се упатувате по стариот пат и доаѓате тука до еден објект на Гогован, ќе го познаете по тоа што тука има езера. Ќе го прикажеме и тоа езера и колку е прекрасна природата, колку е заокружена целата оваа приказна. Цената 52.690 евра чини ова возило. Значи изработено во Македонија, од македонска фирма и тоа што најмногу ми направи задоволство според врвни стандарди. Ова е возило кое што верувам дека утре ќе ми јават нешто, потпишавме испорака на некоја туристичка компанија во Германија или слично. Значи навистина е нешто што вреди да се види како заокружен концепт. Возило, значи може да се добие на тест возење, со тоа што претходно треба да се закаже терминот. Меѓутоа, може и да се купи возило, значи секако покрај ова што е 2026 има уште неколку возила кои што се на продажба, може да донесете возило за да ви изработат, да ви го пренаменат во кампер, во возило, сопствено возило за да го приспособите во кампер возило, или може да си смените, ако веќе имате кампер возило, возило за кампување, имате опрема. Внатре ова е цела фабрика, цел еден погон, салон и назад е фабрика. И ќе видите сега колку навистина има, колку е заокружена, колку далеку досега оваа приказна на Гогован. Ова е салонскиот дел. Тука има 5 возила, има уште 2, вкупно има 7-8 возила кои што се достапни веднаш за испорака. И сите се различни. Секој е различно изведено. Ова е нешто сосем различна приказна, тука е поголема висината, меѓутоа се добива различен интериер, други материјали, друга облога, поголема е навистина, има и напред, има дополнителен простор, има плюс придобивки од тоа. Секое возило си е посебна приказна. Ова исто е на база на Fiat Ducato, со тенди, со клима, со соларни панели, вентилација, чуда. Ова е за 6 луѓе. Значи тоа што има дополнителна висина и поголема слобода за осмислувањето на архитектурата. Има простор за 6 луѓе, има и за 20, има и за 4, има и за 6. И
тука има уште едно возило, секој е различно. И многу внимаваат на детали луѓето. Значи, кога ќе ги видите овие тепихчиња вака, до толку, значи, ќе сватите, ќе ве убеди, кога ќе дојдете во овој салон, ќе ве убеди дека знаат луѓето, со љубов го прават ова и со посветеност. Браво! Меѓутоа, и тоа не е целата приказна. Сега од оваа страна. Што се случува од оваа страна? Пумпи, хемикали, бойлери, прозорци, туш-кабини. Ова е поголема од домашна туш-кабина. Тоалети, преносни. Навистина да донесе човек, да им нарача, сакам вакво возило, сакам ова да ми го вградите, сакам ова да ми го вградите, сакам 6 вакви панели, сакам светла за читање, приклучници, за брзи полночи, ова се некои светла, држачи, да, добро, тоа е битно, аларми, прекинувачи, командни полиња и секакви можни голем и ова. Ова е како ова е нешто сосем друго. Мијалници, горилници, чешми, најразлични големини и вградени мајсторски. Мајсторски вградени, знаат луѓе што прават. Клими, огромна клима. Ова се дополнителни димензии и форми и изведби на прозорци. Вентилатори, кровни прозорци, пумпи, горилни грејачи, се што е можно навистина да ве збуни. И тоа е тоа што ја прави оваа приказна издржана. Не е само возило, туку е комплетна услуга. Ова е фабрика, ова е адреса, име. Ова е на пат да прерасне во име на европската сцена.